Добро вечер. Грчката влада на Константин Мицотаки со гласовите на својата партија синоќа ја доби поддршката во парламентот. Во гласањето за доверба учествува 174 од вкупно 300 пратеници, а за гласале 152. Во своето излагање Мицотаки рече дека Грција на Македонија и нуди признавање и соработка доколку ги исполни условите на Европската заедница, а доколку Македонија пак ги исполни и условите на Грција, Атина е решена да ја признае, да соработува и да ја поддржува. Бројот на жртвите во судирите во Босна и Херцеговина се зголемиве. Судирите и натаму продолжуваат, а во Сараево вечерва допатува и помошникот на државниот секретар на Соединетите Американски држави Ралф Џонсон, а пристигна и ветената помош од Соединетите Американски држави за Босна и Херцеговина. Од светот информираме за средбата на министрите во Русија, Украина, Молдавија и на Романија во Кишињев. Јасер Арафат му изрази поддршка на либискиот лидер полковник Гадафи. Во дневников имаме и неколку реагирања, а ќе стане збори за интензивираните земјоделски работи во Републикава. Третиот дневник на македонската телевизија го започнуваме со информацијата о синоќешната работа на грчкиот парламент, а имаме и неколку информации кои се однесуваат на меѓународното признавање на Република Македонија. Грција поддржува политиката на Европа и Соединетите Американски држави за југословенскиот проблем. На Македонија и нуди признавање и соработка како ги исполни условите на Европската заедница. Ова во завршниот говор го изјави грчкиот премиер Константин Мицотакис по изгласаната доверба на неговата влада. Доколку Македонија ги исполни условите на Грција, Мицотакис истакна дека Атина е решена да ја признае, да соработува и да ја поддржува. Ние искрено го прифаќаме постоењето на оваа република, без никаква задна намера, рече Мицотакис во својот говор во кој посебно се осврнуваше на условот за промената на името на Македонија. Истакнувајќи дека Грција ќе инсистира на тој услов и дека единствено на што не помислила е употребата на сила. Според него, соработката со Грција е единствен правец кон кој треба да се ориентира Македонија и дека Грција во таа смисла сака да постои таа држава и да соработува со неа. Бившиот министер пак во претседателството на владата Милтијади Северт рече дека треба да се остават партнерите во Европската заедница и Соединетите држави да го сторат тоа што мислат, а потоа Грција да продолжи по својот пат кој може да крие и многу жртвувања. Попокана од председавачот на Министерскиот совет на Европската заедница, португалскиот министер за надворешни работи Жоао Пинјеиро, министерот за однос со странство на Република Македонија Денко Малески, на 20 и 21 април ќе престојува во Лисабон. Целта на посетата е продолжување на разговорите во врска со признавањето на Република Македонија од страна на Европската заедница. Новиот албански председател Сали Бериша во изјавата која денеска објавува грчкиот весник Тамеа ја поддржа независноста на македонската држава, со уверување дека тоа е во интерес на земјите во регионот. Новиот албански председател исто така оцени дека не постојат пречки за Грција и Албанија да имаат многу добри односи. Според податоците што вечерва ги соопшти кризниот штаб за здравство на Босна и Херцеговина, во текот на изминативе 24 часа, поточно до 19 часот вечерва, во судирите во Босна и Херцеговина загинале 10, а биле ранети 94 лица. Само во Сараево загинале 5, а биле ранети 49 луѓе. Попладнето Сараево беше изложено на скоро 3-часовен минофрлачки напад. При тоа се гаѓа низ зградата на радио телевизија Сараево, гаражата на градското сообраќајно предпријатие во кое се оштетени или се уништени 20 на трамваи, потоа здравствениот дом на железничарите, како и товарната железничка станица. Дописникот на Тањук од Сребреница денеска јави дека во околината на тој град дошло до жестоки судири меѓу српски територијалци и муслимани. Според воени извори, хрватските формации натаму продолжуваат со прегрупирање и мобилизација.
Користејќи ја територијата на Босна и Херцеговина, групирањето е забележано во потесната околина на Мостар, каде што се поставени барикади. Во нападот на овие формации врз касарната во Чаплина, како што наведуваат воени извори, загинал еден офицер на армијата, а двајца војници биле ранети. Во Сараево допатува помошникот на државниот секретар на Соединетите Американски држави Ралф Џонсон, кој имаше 2,5-часовни разговори со председателот на председателството на Босна и Херцеговина Алија Изетбеговиќ. Според зборовите на Изетбеговиќ се разговарало за војната и политичката ситуација во републиката, во споставувањето дипломатски односи меѓу Босна и Херцеговина и Соединетите Американски држави. И за писмото на шефот на американската дипломатија Бейкер